Водостопанство Брегалница го стега обрачот. Вода за земјоделците само со договор. Сите оние кои сакаат површините под ориз да ги наводнуваат навреме и од овој наводнителен систем, ќе мора писмено да се обврзат со предпријатието. Договарањето е директно со договори со Водостопанство Брегалница. Без тоа не може и ќе бидат санкционирани сите кои што нема да подпишат договори, односно ќе бидат дадени на суд. Големи се казните од оваа година, така да се надевам со работка и разбирање од нивна страна, затоа што сепак ние сме за нив и ако тие бидат задоволни, ќе бидеме и ние. Освен нови договори, Брегалница за престојната сезона подготви и нов план за наводнување. Имено, годинава низ каналите на системот ќе биде пуштена вода доволна за 5000 хектари, што е зголемување на површините за околу 20%. Излезени се веќе екипите на терен, се состануваме со земјоделци и водокорисниците и ќе дадеме максимални напори, што е до наша можност, значи да оваа година Брегалница да кренеме на некој ниво задоволително, а веќе од година и понатаму да се врати на онаа ниво каде што Брегалница била една од најдобрите. Сево ова е во насока на навремено започнување на наводнителната сезона. Ние ќе дадеме се од себе на 15 април луѓето да добијат вода. Затоа се сите градоначалници тука од овој регион, тие се понудија да помогнат колку што може повеќе. Тука се представници од мојот стручен тим, исто така представници од поддружницата Брегалница и ќе дадеме се од себе на 15 април да има вода. Тоа е едно ветување кое може да го дадам. Во тек на наводнителна сезона, дневно од акумулацијата Калиманци преку хидросистемот Брегалница до крајните корисници во Виница, Кочен и Штип и Свети Николе се пуштаат по 15 метри кубни вода во секунда. Со цел водата да стигне до нив, веќе се работи на чистење на дел од каналите за наводнување во Чешиново, Облешево и Зрновци.